Како пратеник во собраниските клупи ја гледаме трет мандат. Приватно сопруга на Александар и мајка на 3 деца. Особено активна и гласна на собраниската говорница кога се работи за одбрана на женските права. Подеднакво активна на средби со граѓаните ширум земјата, но активна и на меѓународен план. Во денешното издание на емисијата Вашиот пратеник, гостинка ни е пратеничката Жаклина Пешевска. Пратеничке, добро дојдовте во собраниското студио. Добро ве најдов и благодарам на поканата. По професија сте дипломиран технолог. Да. Како што спомнав во најавата, трет мандат сте пратеник во Македонското собрание. Ве интересираше ли политиката кога бевте средношколец, кога во студентските денови? Никогаш не сонував дека ќе бидам во политика, но ако анализирам наназад, навистина и визијата и определбата уште од мала, всушност ми била предодредена за да бидам во политика, затоа што секогаш сум била поборник за правдини и никогаш не сум премолчувала неправдини. Завршувајќи, мене ми е високото образование на Технолошко-металуршкиот факултет на одсек на базно органско и полимерно инженерство. Но јас основата ја имав во средното хемиско училиште, каде што бев првенец на генерација. И таму пак сватив дека хемијата ми е предодредена да ја разбирам, можеби како, бидејќи се ретки луѓето што ја сакаат и ја разбираат хемијата, како ретко кој друг човек. И некако мислам дека ако останев и во науката, и во технологијата, дека ќе бев и текако успешна, бидејќи навистина имав добра основа и добри познавања, учествував и на надпревари по хемија, но животот или некој друг планирал да се бавам токму со политика. Никогаш не сонував, дури и кога предложија да бидам кандидат за пратеник, мислев дека е неверојатна мисија, но сега како измина, еве, трет мандат сум 9-10 година во собранието, некако сваќам дали се навикнуваш, но од друга страна не можеш да се навикнеш на работа некоја што не ја сакаш. Значи за секоја работа мора да ја сакаш, така и оваа работа. Првенствено си ја сакам работата, уживам во неа, дали е напорна, е многу напорна за жена, но од друга страна сваќам како да сум создадена за работата. И тоа видете, тоа не можете да го одглумите, затоа што народот го приметува. На крајот на краиштата дали е задоволство или незадоволство, тоа се зрачи во јавност и не можете да го сокриете. Од вашата биографија гледаме дека сте родени во Скопје, ја спомнавте вашата прва љубов хемијата. Приватно сте мајка на 3 деца. Што најмногу влијаеше да ги стекнете овие особини кои што ги спомнавте во првиот дел од разговорот? Дали е тоа семејството, дали е традицијата, дали е тоа што сте родени во Скопје, местото на раѓање, што најмногу влијаеше на вашиот развоен пат? Мислам дека буквално почнувајќи од местото на раѓање или од местото на живење, па се понатаму влијае на обликувањето на еден човек. Јас живеев како девојче во Ѓорче Петров. Мислам дека основата, па и за карактерот, ја добив таму. Зошто? Затоа што порано многу поразлично се живееше. Ние живеевме во зградите на тогашна улица Социјалистичка Зора, сега Христо Батанџиев, и таму бевме староседелци кои што бевме исклучително соживеани комши, а потоа се омажив на сосема другиот крај на истокот на Скопје, во Маџари, во Газибаба, но и таму била судбината да се испрофилирам и да успеам. Се профилираш уште во семејството, затоа што таму ти почнува воспитувањето. Потоа следува процесот на образование. Јас потекнувам од семејство со 6 деца, како 6-то дете поред. И некако секогаш навикнати да ни е полна куќата, да ни е полна масата, иако имавме многу поскромен живот од овие сегашни генерации, живеевме со многу љубов и мислам дека љубовта на мајка ми беше пресудна за да ме оформи како
карактер да бидам цврста, стабилна и да се соочувам со сите проблеми или предизвици што ќе ги имам во животот. Еден така светол пример за мене во животот, а потоа и бракот со Александар и нашите 3 деца, мислам дека многу пати умеам да кажам, уште 3 факултета завршив со моите 3 деца, ама со задоволство ги завршувам и уште ги учам и како што велат човекот учи дуре жив, исто и јас учам дуре сум жива, барем од децата на вистина стекнуваме едни нови искуства, тие се генерации кои што се многу попрогресивни од нас, нормално можностите им се подобри, поголеми од нашите што сме ги имале во детството, како и да е, убава приказна. Ја велам убава, успешна, љубовна приказна, така да едноставно уживо. Спомнавте дека 10 години сте во Македонското собрание. Колку тоа што го стекнавте како искуство пред да станете пратеник и пред толку активно да се вклучите во политиката, ви помага во работата во законодавниот дом? Работата во собранието е исклучително полезна. Сега, ако анализираме мандат по мандат, ние можеби поминавме еден лош период од поновата историја на Република Македонија. Нормално тој период си влече и последици по нашите животи, по нашето здравје, но генерално можам да кажам дека е огромно искуство. Стекнување, бидејќи јас сум била како дете, можеби некој нема да поверува, сум била многу интровертно, затворена во себе. Тешко сум комуницирала зашто сум се срамела. Токму работата во собранието го пробиваш оној срам, обраќање кон јавноста, страф и трема од камери цело време да си под лупата на јавноста и така натаму. И видете, на овие функции малку и не само што сте изложени вие како јавен функционер, туку ви е изложено семејството и многу пати треба да се носиш со сите тие предизвици. Дали е лесно, не е лесно, но од друга страна кога позадината ваша е чиста, е поедноставно. Сега дека е скроз лесно, не е лесно, но некако се навикнуваш да функционираш и ние сме некако сосема нормално, семејство функционираме многу природно и нормално. Огромно искуство, што можеби треба не секоја жена не ни може ограничен бројот на пратеници, но треба да го поменат и младите генерации, и жените во животот, нормално и мажите го проаѓаат. Според мене ми даде во животот оваа работа пак многу други можности, да спознавам од себе делови од карактерот кои што никогаш не сум ги имала. Тука стануваш и бунтовник, тука стануваш некој пат и скршен човек, но така не истренира добро собранието да се соочуваме со сите буквално работи и предизвици што ни се појавија. Како и да е, искуство што треба да го поменат луѓето што сакаат. Ја спомнавме поддршката. Колку е важно тоа, особено кога се работи за жена вклучена во јавниот живот, особено во политиката? Исклучително важно. Пресудна, не би кажала дека е пресудна, но е еден од условите за да успее жената не само во јавниот живот во политиката, туку и воопшто во било која област. Ова многу пати го говорам како дел од моите мотивирачки говори кои што ги имам со жените, дали е во Македонија или надвор од Македонија во светот. Успехот на една жена зависи првенствено од нејзината одлучност и мотивираност, амбиција. Дали сака да успее, првенствено треба да се покаже и докаже да го заземе просторот во своето семејство. И откако е заземен просторот во своето семејство, е стекната довербата, тогаш се стекнува довербата и се проширува, да речам, кариерата, првенствено во општината во која што живеете или во местото во кое што живеете, не мора да биде во општината, како објект. Потоа на централно ниво, затоа што ве препознаваат, еве јас во мојот случај ме препознала и политичката партија во која што действувам и потоа и пошироко во општеството. И многу е значено да бидеме дел од општествените процеси и да бидеме на иста маса со мажите во одлучувачките процеси. И многу пати апелирам не само да бидеме на масата и да бидеме декор, украс, туку да го креваме својот глас. Јас тоа го применувам, еве веќе успешно сум 5-та година поред претседателка на Унијата на жени.
Така да тоа е рецептот, а дефинитивно поддршката од семејството, затоа што знаете како, ако дома не ви се подмирени работите, таа нервоза некогаш се случува и тоа нормално. Таа нервоза ве следи цел ден и не можеш да бидеш продуктивен и квалитетен во работата, посветен, ти одлетуваат мислите и така натаму, те дефокусираат. Нормално и кога дечињата не се добри така натаму или имаш лошо случување во семејството, затоа е многу важна, затоа што како што кажав дека зрачиме во јавноста, значи ако јас сум нервозна од дома, тоа ќе го зрачам во јавност и одма ќе ме приметат, барем јас не знам да го сокријам тоа, тука ми имам проблем јас. Генерално е тоа. Председател сте на Собраниската комисија за еднакви можности помеѓу жените и мажите. Членувате во Комисијата за социјална политика, демографија и млади, во Комисијата за избор и именувања, во Комисијата за европски прашања. Зашто најмногу дебатирате и зашто најмногу се залагате во вашите дискусии за време на седниците на овие работни тела? Најпрво, бидејќи ја спомнавте прва комисијата за еднакви можности на жените и мажите, таму сум председателка на комисијата и некако таа комисија всушност беше како следен чекор од целиот мој ангажман претходно, па можеби генерално би рекла и во животот, затоа што некако животот го посветив на женските права и уште од мала некако бев поборник и за човечки правдини. Некако следен чекор беше тоа да се ориентирам. Најмногу се посветив на жените и во политичката партија од која што доаѓам, од ВМРО-ДПМН, таму пак сум председателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН во цела Република Македонија. И всушност ова само се надоврза као председателка на комисијата. Буквално обработуваме сите теми и проблеми со кои што се соочуваат жените, дали во секојдневието. Спроведуваме низа светски кампањи кои што се. Во октомври помина кампањата за борба против ракот на дојка. Сега веќе спремаме настан, почнува онаа кампања 16 дена активизам против насилство од 25 ноември. И обавезно имаме ние го иницираме како комисија тој настан, што не било случај претходно. Во минатите мандати обично невладини организации, граѓански здруженија иницирале настани во собранието. Јас сакав токму од собранието да произлегуваат активности кои што сами ќе ги организираме, а тие да ни се гости, иако морам да истакнам дека имаме преку таа комисија интензивна соработка со граѓанските здруженија, што е исклучително важно, затоа што некој пат прединамичен живот сите водиме, но кога си преактивен во политика, малку знаеме да го изгубиме фокусот од многу обврски и секогаш им сугерирам на граѓанските здруженија да не потикнуваат, да не бараат и да издействуваме уште повеќе законски решенија со кои што би ја унапредиле, не знам, позицијата на жената во општеството, би стекнале повеќе права и така натаму. И исклучително исклучително е важна нивната соработка, што многу законски решенија досега ги издействувавме буквално со нивна поддршка и помош. Дали се работи, не знам, за компаративни анализи и така натаму, теми кои што навистина ги засегаат жените. Во другите комисии, Комисијата за европски прашања можеби беше след на се она што го работам како меѓународна кариера во мојата партија, бидејќи преку партијата, преку Унија на жени сум унапредена во подпредседателка на Интернационалната демократска унија, што е светска организација на десничарски партии, членка на извршниот комитет нивни. И некако пак, бидејќи сум трет мандат пратени во собранието, сите мандати сум членка во Комисијата за европски прашања и сето тоа е некако надоврзано и поврзано во мојот случај. Са дали случајно така испаднато, не знам, можеби. Според законот за собрание, петоците главно се резервирани за средби на пратениците со граѓаните и со гласачите од нивната изборна единица. Вие сте доста активна на терен и верувам дека не ги користите само петоците за средби со граѓаните и со гласачите од вашата изборна единица. Какви проблеми најчесто споделуваат граѓаните со вас и кои се нивните најчести барања?
Како што кажавте, јас сум навистина постојано на терен и не ми е одреден само петокот за средби со граѓани, буквално секој ден го живеам тоа и човек се навикнува на тоа темпо. Плюс проблемите не се само од Скопје адресирани, туку се адресираат проблемите од цела Македонија. И не само жени, туку и мажи, и деца и така натаму. Но за тоа сме се напатиле на оваа јавна функција и така треба да работиме со граѓаните, да помагаме. Сега за природата на проблемите кои што ги адресираат се секојдневни проблеми. Можеби жртви на насилство се обраќаат за правна помош, можеби за имотно правни се обраќаат. Многу пати имаме барања што не се под наши ингеренции како пратеници, ние не можеме да ги решиме, но апелираме до институциите или се обраќаме и така натаму. Таков е случајот и со одредени иницијативи кои што стигаат до мене како председателка, така да тие се сите иницијативи, барања се спроведени до релевантни институции. Истото е со проблемите на граѓаните, сега каде можеме, каде не можеме, не зависи се од нас, но важно е секој, барем кај мене, секој е сослушен, на секој си имам јавено, на секој имам одговорено, инаку природата на нештата и на проблемите се навистина буквално од секојдневие со кои што се соочуваат граѓаните и некои подрастични, не знам, ситуации. До крајот на вашиот мандат како пратеник во овој парламентарен состав со мандат од 2024 до 2028 година остануваат уште нешто повеќе од 2 години. Кога би сакале граѓаните да ве запомнат по едно законско решение или по една ваша заложба како пратеник, што би било тоа? Толку многу заложби, мислам, не би можела да издвојам една. Она што сигурно го знам дека дефинитивно преку мене се слуша гласот на жените во партијата. Ајде на општествено ниво, законот, измената во кривичниот законник со кој што всушност се гони насилството по службена должност, наша долгогодишна заложба, и зголемувањето на инвитро постапките, односно бесплатни обиди од 3 на 6. Еве, тие да ги одвоиме, инаку има низа, навистина. Ви благодарам за нашиот разговор. Секако ова што го споменавте, засега голем број на жени и на граѓани. Ви благодарам што се представивте во вашето прво лице пред нашите гледачи. Драго ми беше и благодарам на покана. Стојам на располагање за во иднина.